Во општина Тетово 7200 лица имаат диабетес, од кои 50 се деца, покажуваат податоците со кои располага Сдруженијето на диабетичари Диабет Полок. Загрижува фактот што бројката на диабетичари секојдневно расте. Новоформираното Сдружение Диабет Полок од Тетово спроведува активности чија цел е да се подигне свеста кај населението за ова заболување, кое представува метаболно нарушување што се карактеризира со покачено ниво на шеќер во крвта, а е резултат на недостаток на инсулин. Во нашата општина има околу 7200 заболени од диабет, има околу 50 дечиња и за жал таа бројка се уште расне и затоа ние решивме да оформиме вакво здружение каде што ќе може да ги едуцираме за здрава храна, физичка активност, за да можеме да го заштитиме населението од ова, да не речам болест, да речем една појава или состојба доживотна што мора за жал со неа да живееме. Според неофицијални извори што ги имаме како здружение, некаде околу 4200 се само на инсулинска терапија, додека другите се на таблетна. На 14 овој месец се одбележува Светскиот ден за борба против диабетесот, што беше повод на Сдруженијето денес да спроведе хуманитарна акција за децата со посебни потреби кои престојуваат во дневниот центар во Тетово. Хуманитарната се состои од храна, како мала помош на дечињата, ете по повод денот. Нема врска со диабетот, меѓутоа како здружение сакаме да бидеме, да речем, на секое поле опфатени во нашиот регион, за да може нашето население да се запознае со нашето здружение. Сдруженијето на диабетичари Диабет Полок е формирано во јануари оваа година, а во него членуваат околу 500 лица. Досега имале организирано неколку предавања за здравата исхрана и физичката активност кај лицата со диабет, како и повеќе акции за мерење на шеќер во крвта.